50 на средношколци од 3 средни училишта од југоисточниот регион утре ќе го посетат ТВ канал ВИС во рамките на одбележувањето на Медиумскиот ден, кој што 5-та година поред го организира Институтот за комуникацијски студии. Околу 130 ученици од 14 училишта ќе посетат вкупно 8 национални, регионални и локални медиуми, кои се традиционални домаќини на овој настан. Идејата е учениците да се запознаат со работата на новинарите, начинот на креирање вести и професионалните новинарски стандарди. Годинашниот Медиумски ден Институтот го организира во рамките на кампањата за подобра животна средина "Не игнорирај, реагирај". За време на посетите во медиумите учениците ќе дознаат дали и како медиумите информираат за теми за заштита на животната средина, екологијата и климатските промени. Кампањата ја поддржува и председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски и учениците ќе го завршат Медиумскиот ден со посета на вилата Водно, каде што изворно ќе се запознаат со ингеренциите и активностите на председателот за справување со предизвиците за климатските промени и заштитата на животната средина. На Медиумскиот ден учествуваат средношколци од вкупно 10 градови: Ванчо Прке Виница, 28 ноември Дебар, Гоце Делчев Валандово, Богданци, Добри Даскалов од Кавадарци, Гимназијата Јосиф Броз Тито и Медицинското средно училиште Јован Калаузи од Битола, Јане Сандански од Струмица, Кочо Рацин од Велес, Зефлюш Марку, Никола Карев, Јорце Николов од Скопје и учениците ќе ги посетат следните 8 медиуми: Македонска телевизија, Весникот Нова Македонија, ТВ21, Радио МОВ, Маквакс, ТВ Тера Битола, ТВ Плюс Куманово и ТВ ВИС Струмица. Медиумскиот ден се совпаѓа со иницијативата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Денови на медиумска писменост, на која се приклучи и Институтот преку организирање на своите активности за унапредување на писменоста за вести и за дигиталната писменост.